Здраво, здраво на сите, добре дојдовте во новото издание на подкастот Пресинг на екипа МК, најстариот спортски портал во Македонија. Јас сум Никола Станикевски. Се надам дека ќе ви биде пријатно со нас во наредните час и половина до 2, ќе имаме убав разговор. Говорев на темата Васил Рингов негде периодот токму кога замина од овој свет, на вистина ќе остане една празнина и во мојата лична кариера као еден од малкуте големи македонски спортски икони кои што не беа дел од оваа емисија, не успеав да направам краток разговор со нив. Имаше муабети да гостува тука, поради неговата здравствена состојба не беше во можност да доја, потоа ни дои таа тажна вест, така да уште еднаш нека му е лесна земја, вечна легенда и говорев токму и во тој подкаст за тоа колку не ги цениме можеби нашите легенди, бидејќи се случува некои работи од други македонски легенди во фудбалот во тој период кога не беше навистина вкусно баш денот кога замина Васил Рингов. Денеска гостин имам човек кој што ја имаше таа чест да ја пишува биографијата на еден од најголемите македонски фудбалери, човек од кој што ја некако емотивно сум врзан со него кога почнав пред некои десетина години со оваа работа, прв ми препушти шансата во едно радио кое што веќе не постои, така еден од луѓето кои што први ги запозна во оваа професија од колегите. Денеска мој гостин, новинарот Срđan Ивановиќ, може да речам и писател. Да, може да кажеш и писател, иако не е тоа нешто многу. Никола, благодарам за оваа шанс и мора да кажам од поминати 10 години, многу ми е мило што ете по 10 години ти си вака успешен, реализиран новинар. И ете баш јас сум имал таа привилегија да ти дам првата шанса. Не очекуваше тоа кога ме виде прв пат? Не, баш напротив. Нема шанси. Напротив, многу очекував. И се уште мислам дека целиот потенцијал не ти е дозрян. Хајде ќе видиме, да. Фала ти за убавите зборови, да се навратиме за тоа зашто сме седнати тука денеска. Васил Рингов, како настана цела оваа работа фудбал под сенка? Колку време траеше тој разговор со Васил Рингов? Како дојавте до идеја да напишете нешто? Вака, тоа беше една прилично долг период на убедување. Значи, кога одеше промоцијата на мојот втор роман Писмо од лудница, што е еден трилер роман во кој јас се обидувам од мој агол и од агол на Република Македонија да го објаснам распадот на некогашна Југославија и во кој нормално се споменува УДБА, тајната служба на таа земја и еден куп на актери кои што повеќе или помалку придонеле за распадот или за нешто друго во тој период. Васил Рингов ми пиша порака и ми вели јас не можам да дојдам на промоцијата бидејќи не сум добар со колкот, тој имаше проблем со колковите. Те молам, чувај ми една книга, добро, нема проблем. Другото са бајле ми пишува ајде на кафе, отидовме на кафе, ние се познававме претходно. Значи не бевме нешто премногу блиски, но се познававме. Му ја дадов книгата и тука имавме во разговор и веќе наредниот ден тој повторно ми се ми рече ај повторно на кафе. Отидовме на кафе и тој ми вели јас цела ноќ не сум заспал, ја прочитав книгата. Тука морам да се надоврзам да кажам Рингов не беше типичен фудбалер и многу читаше. Така да има разлика голема. Да, тој редовно си читаше книги. И ми вели, слушај, ова е фантастично ти што си го напишал, многу возбудливо и да знаеш дека премногу добро си го отсликал времето. Вика, навистина тоа така околината така изгледаше. И почна да ми ги раскажува своите приказки кои што тој ги имал од тоа време, кои се навистина возбудливи и материјал за еден трилер. И на крајот од тоа пиење кафе ми кажа дали ти за ова нешто и би напишал. Јас веднаш му се заблагодарив и му реков нема шанс, јас сега да земам биографија да пишувам, тоа е макотрпна работа, тешка работа, бара многу посветеност. Продолживме да се гледам интензивно во тој период и секое наше гледање така беше во духот на тоа и
и да Гледаше те убеди да почне да пише. да ме убеди, да. И нормално секој гледање имаше една нова приказка која тоа раскажуваше, а беше поврзана со неговото минато, со Вардар, со кариерата, а сепак не нужно фудбалска таа приказка, нели? Немаше тука муавет за голови и за шанси, не, тоа беше се за средба со луѓе со кои нели обично честниот свет и не сака многу да се гледа. Да се гледа. Ео, по сила на нештата бил приморан во многу наврати да има такви контакти. И тоа ми го раскажуваш и тоа мене многу ме интригираше. И се додека не седнавме во еден момент седнавме јас, тој и Милорад Стојмановски, колегите го знаат као Мишел, кој е заменик главен уредник во Слободен печат, јас тогаш работев во Слободен печат. И тој ни ја раскажа приказната за онаа прва славна историска турнеја, тоа сега помладите сигурно не знаат, на ФК Вардар во Австралија, каде што Рингов како најпопуларен играч на ФК Вардар таму доживува огромна слава помеѓу тие македонски селеници во ова и какви сето тоа пријатности и непријатности со тајните служби му има донесено, бидејќи тоа е една многу комплицирана работа. И ние бевме онака со позадината, устите ни останаа нели како отворени, како знаеш ова, и во тој момент колегата Мишел рече: "Епа Срки, ти ова мора да го напишеш, зашто кој друг се разбира од овие работи за удба и така натака, нели, а и фудбал во комбинација, нели, ако не ти, тоа прекаши." Тогаш што договоривме да правиме и условот, негов услов, интересна работа, не мој услов, беше да не се пишува многу за голови, за шанси, за надпревари, туку да се пишува за неговиот живот, односно тој што смета дека треба да се каже. Нормално, тука имавме некој компромис да тој нема, значи ја му реков, слушај се, нема да правиме ние, не знам, биографија, резултати од Википедија. Не, тоа не го сакаше тој, но не да биде, викам, сега тебе да те фалиме, викам, не, никако, и он е многу и само критичен во многу места, а и ми дозволи јас да ги вметнам сите оние работи кои можеби не му идат во прилог, нели. Ова, значи, беше многу демократичен во таа смисла и во еден момент, значи, почнавме тоа да правиме. Првиот пат кога седнавме, сега не знам, луѓето што го знаат, па Седингов знае дека тој може многу да зборува, значи еден онака баш е капацитетен. И првиот пат имав снимен материјал од 7,5 часа. Значи тој непрекидно зборуваше. Се гледавме редовно најмалце еднаш неделно во период од малце поише од една година и тој ми ги раскажуваше ситуациите, јас ги запишував, потоа или нормално ги преработував, и така да пишувањето на книгата траеше повеќе, речиси години и пол. Така некако. Знаеш што ме интересира, се што говориш, многу сакал да зборува, сте се гледале еднаш неделно, првиот пат 7,5 часа, начитан човек, што викаш, нетипичен фудбалер. Не. Некако каминативко, како што живееше последните години. Дали неколку пати крај тебе во Слободен печат гостуваше и уште еднаш, два пати се расплака и за Вардар. Зошто немаше нигде по медиумите? Дали некоја одбивност према времето или... Не, од секојаш било, значи, кога се чита внимателно неговата биографија, неговата пизма кон нашата професија, траело уште од самите почетоци. Значи, не еднаш бил изигран од новинарите, не еднаш бил доведен во ситуација да се извинува некому и да, како да кажам, да биде во ситуација да тоа му донесе непријатности. Да почнеме, значи имам неколку примери кои тука би ги навел. Има еден пример во кој вели
кога оделе за Австралија и биле снимани од македонското радио, од новинари колегите од новинарско радио во тоа време што биле, значи тоа е почетокот на 80-тите години. Аудио прилог бил и тој бил замолен да им се представи на нашинците во Австралија и да каже кој е, како е. И тој рекол, јас сум Васил Рингов, играм на таа и таа позиција, го носам тој и тој број, нели, на дресот и ќе ме познаете полесно по моите мустаки. Да тука колегата новинар додаде мустаки како Гоце Делчев. И се он кога доаѓа во Австралија, тоа денешна гледна точка нема ништо страшно. Сега зборуваме за едно време кое не дека било тоа забрането, таман работа. Но тој левел на популарност на таков еден начин донело големи проблеми. Да он кога доаѓа во Австралија го пречекуваат илјадници наши селеници кои не го виделе во животот. Најголемиот не го виделе со огромно знаме на сликата Гоце Делчев, а долу пишува Васил Рингов. Нели? Сега тоа него му донело многу непријатности. Имаме други ситуации кога погрешно биле пренесени неговите зборови или воопшто не биле објавени неговите изјави, бидејќи на некому тоа не му се допаднало. Има ситуација кога за време на светското првенство во Италија исто така е лошо пренесена една негова изјава, па тоа лошо било сватено од тогашниот селектор Ивица Осим, да кажеме. Значи во една друга конотација направено, за кого он има само суперлативи да каже, значи не па има ситуација кога некои новинари го скарале со Драган Џајич, кој му бил еден многу драг пријател. Драган Џајич, само спомнав за помладите, најголемата звезда на сите времиња на некогашна Југославија. Па го скарали и со Ивица Шурјак и со Заец, тоа се све големи имиња, но негови големи пријатели во исто време и тој чувствуваше пизма, да не зборам времето, тоа јас се сеќам, работев тогаш како новинар, бев млад како ти пред 10 години, кога тој беше директор на ФК Вардар, какви све не работи тогаш. Имаше, ја не викам дека новинарите не треба се работат својата работа, но сведоци сме да тоа секогаш не е како што би требало да биде. Екипа не е таков медиум, но има други медиуми кои се навистина такви, кои не бираат пат, начин некого да поддржат во таа битка и тој, како да кажем, нели, како што минува годините, стануваше све позатворен и познаваше огромен број на новинари, со нив испиваше кафе, на кој ќе опрашате ајде да гостуваш кај мене, нели, или некакво интервју да ми дадеш, тој одбиваше онак категорично, го имаше негде, не дека го немаше. Инаку и мене ми се случило тоа. Јас сум го викал да гостува, тој ме одбил. Не сакал, да. И сега ако почнавме книга да пишувам, му реков, сега ќе мораш да прифатиш тоа беше, да условите. Значи, не е дека нешто мене ме сакал посебно, другите не ги сакал, не, но ете јас го така малце го уценив. Нешто, ме интересира фудбал под сенка. Зошто баш под сенка? Интересна е и корицата насловна на книгата со цигара во уста Васил. Зошто фудбал под сенка? И тука има еден дел позади која пишува, што вели, без некој новинар да ме цензурира, можам да ја раскажам мојата приказна или да не сака да го објави тоа што сакам да го соопштам на јавноста. Тоа е тоа, тоа се негови зборови со кои почнува оваа книга. И тоа е неговата беседа. Значи, тоа е тоа што го зборував, значи тој многу пати имал несакани проблеми, не посакувани проблеми во животот и во кариерата, токму поради тоа што може би на некој новинар премногу му верувал, иако не е точно дека он не ги сакал новинарите. Не, знаеш што ме интересира? Иван Мировски покоен му е кој толку го цензурирал и зошто во тоа време? Зошто толку била работата, по тоа ти што го зборуваш и што пишува и што има информации, на кого толку сгрешил во тоа време што еден од тој води вечна војна, води со управата на ФК Вардар, да кажеме. Тоа се провлекува низ целата негова биографија. Значи
тој вели, имавме ние правилен сервис, имавме ние правилна екипа, нели некој тоа све што требаше да го прави како што треба. Ние веројатно ќе освоевме 3 титули во Југославија или 5 титули во Југославија, бидејќи навистина сега едно време ФК Вардар беше навистина квалитетен тим, имаше многу квалитетна екипа. Или можеби вика 5 години поред ќе бевме кандидати за титула. Но ние никогаш не успеавме, односно тимот никогаш не успеа да искорачи во она што се нарекува организација. И тој постојано војува. Сега има тука опишани во книгата многу анегдоти кои што вака се смешни, но откриваат многу вистина. Например, ФК Вардар вели многу ретко вика идевме со авион на гостувањата. Еднаш вика одевме до Сараево од Белград, имавме натпревар во Белград, па требаше да одиме во Сараево и со воз отидовме, вика. Он тогаш земал некакви улични свирачи имало во околината тука на железничката станица старата во Белград. И вели, викам, ај по мене да ми свирите марш на Дрине, одам во војска. Како, девек така се одеше во војска на времето, се одеше на воз и се качуваше, а не на еден натпревар кој, нели, на кој треба подови да се бориш. Вика, ние секогаш стигавме, вика, на гостувањата изморени, изнурени и немавме шанси, вика, многу често поради тоа да дојдеме до 2 бода беа тогаш, не беа 3 бода. За разлика, вика, дома секогаш бевме многу подобри од тоа што го дававме на гостувањата, а вика тука проблемот беше тоа што управата не секогаш успеваше тоа да го организира како што треба. Па има една многу интересна анегдота кога вели одиме во имаше една таа легендарен натпревар со Данди Юнайтед во купот на УЕФА, сега да не сгрешам. Бев дете тогаш, се сеќавам на тој надпревар, кога ФК Вардар не може да обезбеди авионски карти да стигне до таму. И сега, знаеш како е, имаш председател на клуб, директор на клуб, уште 20 души у клубот кои нешто прават, како што е денеска. Мислат дека знаат дека што прават. Мислат дека знаат и тие му велат му доаѓаат на рингов и му велат, ами не можеме карти да најдеме. Значи на фудбалерот му идат. И Васил Рингов, кој е неверојатно поврзан со огромен број на луѓе во цела Југославија, веднаш прави асоциација во главата и врти во ФК Црвена звезда и таму ја наоѓа Дара Зец, таа е била секретарка, техничка секретарка на клубот, и вели дај спасуе, ние немаме карти, немаме ни пари, значи работата е многу лоша, треба да стигнеме до Дандија во Шкотска. И таа преку своите контакти, преку своите врски успеа да најде најефтини карти, толку ефтини што биле пријавени фудбалерите како инвалиди. Па во Лондон кога требале да променат авион ги чекале инвалидски колички. Фудбалерите тие седнале бро нив за да нели толку биле ефтини картите. Сакам да кажам, Вардар, публиката тука која не го знае тоа, очекува Вардар да го победи Данди Юнайтед, бидејќи Вардар е навистина, како да кажам, квалитетен во тој период, играат Рингов Панчев, играат Тони Саверски, куп други големи фудбалери и очекува од публиката, очекува, јавноста очекува успех. И тој успех изостанува. Се губи тој надпревар, зошто си дало, кој знае како се одело. Мислам, нели тоа е голем проблем и тој тоа во тоа време постојано сакал да го каже. Ниеден новинар не се осмелил тоа да го објави, односно отворено да отиде против управата на Вардар. Освен во една ситуација, тоа мораме да го напоменеме, за да останеме, нели, за да ние бидеме честни, кога значи во пресрет на Данди Юнайтед е надпреварот со Динамо од Букурешт, кој си игра во Букурешт во првиот надпревар. Вели, тргаме од Скопје со чартер лет, во авионот 20 членови на клубот, со се фудбалери и стручен штаб,
и уште стотина пријатели на клубот, тоа се луѓе кои одат на шетање таму. Стигаме во Букурешт, треба да одиме на првиот тренинг, тоа беше Вишњевац тренер на тимот. Значи, тоа е веќе сериозниот Вардар, почетоците на сериозниот Вардар, стигаме, вика, во Букурешт, треба да одиме на првиот тренинг, доаѓаме на стадионот на Динамо Букурешт, тоа е голем стадион, многу постоја сум бил на тој стадион. Одиме таму со автобус и гледаме дека тие што беа во авионот, тие 100 души, на теренот си играат фудбал. Значи, тие... Тука има многу директори, многу функционери од тоа време, знаеш? Вишњевац, вика, побесне, поцрвене, вика. Било што било, вика, од негова гледна точка тоа е едно катастрофално организирано патување во странство. Се враќаат на Скопскиот аеродром во Скопје, сите си одат дома, пошто вика тоа се све директори и функционери, доаѓаат шофери, ги собираат, инаку летот бил негде, не знам, 2 сати. 2 часа попред до Букурешт. Тоа рано наутро нема никаков превоз. Ние не остави. можеме, вика, да се вратиме, не оставија, фудбалерите ги заборавија. Наредниот ден, он се нашол со Бранко Давидовски, така наречен Бранко Мајка, и не знам, мајка на македонското спортско новинарство од радиот, починат наш колега, кој не е веќе со нас, но многу генерации новинари тој изнедри, кој му рекол што се случило и му рекол дали се ова ќе го објавиме. Да, отишле во радиото, снимиле разговор, разговорот е објавен и тоа имало голем одек во јавноста, навистина голем одек имало во јавноста во тоа време, бидејќи ти тоа не го знаеш, не е како денеска, нели, сите пишуваат, сите објавуваат се и се што, како тоа обично, нели. Добро, има разлика, бидејќи тогаш ако било објавено, веројатно многу повеќе имало на кредибилитет, бидејќи страшно голем, страшно сега поголем. можеме јас и ти да можеме се да тресеме кажеме, глупости, што никому тоа сакаме да не му тука. биде битно, но тогаш им беше битно. Но тој има огромен одек во јавноста и некои работи ги подобрува на глобално ниво, иако тука доаѓа до една кавга отворена меѓу Васил Рингов и членови на управата и он набргу потоа си заминува од тимот, иако реално според мене со тоа е прекратен тој шампионски налет На Вардар. на Вардар. Да, можеле тука, нели, повеќе достанат, но сепак тоа е тоа што се однесува, нели, до односот кон јавност, односно кон медиумите што го имаше Васе Риков и од кој, нели, секој читател на оваа книга ќе свати дека тој чувствува некаква пизма, дека не му е баш сеедно. Сега, што се однесува до самиот наслов фудбал по сенка, секој што одеше на градски стадион во 80-тите години знае дека Васил Рингов Ја барал сенката бараше секогаш. сенката. Да, значи тој има една феноменална изјава која вели кој знае да трча, но не знае да игра фудбал. Значи тој дури со еден деминутив се однесуваше кон ние фудбалери многу потресени, што многу трчаа, што даваат се од себе. Значи тој сметаше дека тоа е лошо за секоја тактика да ти одиш баш на секоја топка. Нема потреба да се оди вели на секоја топка, туку треба да процениш на која топка навистина треба да се оди. И тој, значи, навистина ја бараше сенката, но има и малку едно двојно значење. Ова под сенка да, но и неговата кариера е во сенка на многу На многу други. многу настани, на многу други работи кои што се опишани тука. И затоа е тоа така, инаку ова со сенката тоа е јавна тајна, мислам, нема тука ништо овакво. Инаку мора да признам, не е мој насловот, ова го смисли Тони Зографски, нашиот колега, спортски новинар, во едно од многуте дружиња кои ги имавме заеднички. Рече, ова со цигарата до пред месец и пол до неговата смрт, Васил Рингов пушеше можеби 2 кутии дневно цигари, многу неспортски, многу, нели, несватливо за помладите генерации, но во тоа време беше најнормално фудбалерите да пушат цигари и кошаркарите и другите спортисти. Кажуваш
дека сте се среќавале многу и еве сите работи цел живот води некоја битка против раководството на Вардар. Го видовме јавно дека го болеше сето тоа што се случува со Вардар. Дали до последен момент или веќе животот го научи да се навикне на работите со Вардар што ги носат. Знаеш како иде? Еве јас како помнам, а тоа е 20 и кусур години со Вардар се случува. Доаѓа некој го зима шампионски денови 4-5 години, после Вардар сите молиме ајде помогнете му, не помагајте му и кога ќе дое после пак да биде на врвот, некако тие што помагале можеби се забораваат. Значи, прво, ајде да кажам прво своето мислење. Не сум поборник на тоа дека фудбалот или спортот треба да се остави на фудбалерите и спортистите. Не сум ни поборник на тоа дека во спортот треба да има исклучително честни луѓе. Не, туку сметам дека треба да има способни луѓе. А ако го видите Флорентино Перес и Реал Мадрид, далеко од честно, далеко од некаков интегритет, нели? А тој е најуспешниот клуб на сите времиња и тоа баш најуспешен во времето на Флорентино Перес. Можеме ова или оној Лапорта од Барселона, мислам нема ништо честно кај него и фино. Тоа важи и за фудбалските клубови од нашите простори, а зашто да не би важило и тука? Значи, тука јас тоа така би го објаснил. Што се однесува до Рингов, тој чувствуваше голема болка, зашто Вардар не стана клуб кој и покрај огромни кризи и безпарици би го задржал своето јадро и би бил еден, како да кажам, нели, клуб кој ако не секоја година, секоја втора година ќе биде шампион на Македонија и ќе има некаков значителен настап во Европа, но она што е најбитно од тоа што он постојано го истакнуваше е работата со младите кадри. Значи, вели ако немаш некој таков клуб, како ти ќе водиш фудбалери? Значи, тогаш развојот на фудбалерите станува стихиен, како што и е во Македонија долги години и поради тоа, да кажеме, ние имаме проблем секогаш да составиме квалитетна фудбалска репрезентација во било кои годишни категории. Еднаш имавме среќа да ни се погоди, потидовме на европско првенство, но низ еден систем на квалификации кој тешко дека повторно ќе го добиеме на тацна. И тоа беше тоа што тој го потенцираше постојано, дека тука бевме исто мисленици дека баталете тоа фудбалот на фудбалерите и не знам што, така да тој не се сметаше себе си за човек кој треба да раководи со фудбалот во Македонија, проба, не дека не проба, но сметаше дека не е тоа нужно, нужно е да дое човек способен, кој ќе знае да заработи за себе, ако не знае да заработи за себе, што ќе ни е, и да заработи за клубот. И тоа дека, не знам, треба да дојдат или тоа ќе кажат богати и честни луѓе, тоа најдете ми богат, честен човек, ја ќе ве часто тука. Значи, сето тоа му немаше логика, нема ни мене, ни на некој нормален, туку треба да дојдат способни луѓе кои што нели ќе го поведат спортот, а најдобриот резултат не е резултатот во надпреварите. Најдобриот резултат се гледа низ тоа кој клуб створил играчи. Да, ја мислам дека така треба да се гледа. И валоризацијата тука е многу едноставна. Валоризацијата бидејќи се работи за милионски суми. Ако продаете играч за 15 милиони, за 20 милиони, вие сте добар, според мене, директор на клубот, бидејќи на тој начин си обезбедил иднина на тој клуб. Се додека немаме такво нешто, имавме само со Елмас, но работнички не доби. Ситна пара беше. Ситна пара, да. Сега нема да бидеме не знам колку паметни, јас и ти тоа што ќе го кажеме, но ете ние не сме паметни, дефинитивно не треба да бидеме таму. Просечен фудбал, мене исто многу ме боли тоа што кога ќе стигне проблемот, никој не ги воочува тие луѓе кои што го довеле клубот. Неважно клубот, фирма или било што до тоа дередже, туку се збори ајде сега да се помогне на клубот. 15 милиони подпросечен фудбалер во денешно време вреди. Сите знаеме кај отидоци. А со 15 милиони евра
Вардар 15 20 години у Македонија ќе обстои за да не биде за лани Red Bull Салцбург даде 15 милиони за оној Малион Максимовиќ од Црвена звезда, кој е се уште недокажан фудбалер. Значи, вие 15 милиони евра ви требаат за да се коцкате, за да не знаете дали тие пари ќе ви се исплатат. Цените се навистина астрономски. И не викам дека не треба Вардар да пости. Сега може и не треба мене да ме прашате. Ја мислам дека треба државата. Знаеш, ајде да се вратиме на Реал Мадрид. Реал Мадрид никогаш немаше да биде голем туку во Шпанија него помагаше. Да. Клуб и Барселона никогаш немаше да биде туку. Цела Каталонија него помага. Тој клуб и тоа треба да ни биде јасно. Сега точно е дека и другите клубови во Македонија кажат, па добро, зошто Вардар, зошто не нели некој друг клуб, и имаат право. Имаат право. Кажат и борбата треба да биде нели на сите нив да добијат што е можно повеќе од државата, и мислам дека државата треба да ги помага клубовите. Сега како и на кој начин тука треба да се најде, нели како што бараме паметен човек за Вардар, треба да најдеме паметен човек во владата, за државата. За државата, да. Па тоа да го најде, ја дефинитивно не сум тој да се солам памет. Например, Рингов имаше многу идеи околу тоа како тоа би требало да се направи. Тој беше прилично близок со Мамич од Динамо. Да, кој е сега Исто олицетворение на честност, веќе кога збориме и на нели. Ама факт е дека во негово време факт е дека најмногу хрватски фудбалери беа произведени. среброто и бронза е негови. и негова заслуга. Ја мислам дека само негова, да не беше тој во Динамо, немаше тоа да се случи. Исто така беше многу добар пријател со Звездан Терзич од Црвена звезда, исто така едно олицетворение на честност. Кој ете во последниве 4-5 години продал фудбалери во вредност од 200 милиони евра. И сега тоа му треба на Вардар. Или на било кој друг клуб во Македонија. Тоа му треба. Не мора се 200, нека бидат 50, нека бидат 20, ама повеќе од 0, значи приходот на сегашниве клубови е многу мал. Не е тој 0, но е многу мал. И мислам дека токму такво нешто му треба, а ние да престанеме да бараме нели честност и спортштина во идните функционери на македонските клубови. Да се вратиме на Рингов, почува неговата приказна во Струмица. Како Рингов започнува со фудбалот и вистина ли е таа анекдота дека со полиција нешто го праќале во Струмица за да подпише со Вардар, имало за да го зема и Вардар да го донесе како еден од талентите. И тука има кој е односот. Значи, ајде да почнеме нели од почетокот. Тој е роден во Струмица, тој го вели Бабјак Мало, познато како Апашко Мало. Така некако. Бежанско Мало, познато како Апашко Мало. Значи, Васил Рингов за своето детство вели долго топло детство, така и насловот на главата. Значи, расте како и сите други деца во тип период во Југославија, тоа е еден релативен мир и напредок, во една релативна благосостојба. Луѓето немаат многу пари, но имаат за јадење и за основните потребштини, па родителите тогаш имаат време да одат и на театар, и во кино, и да прочитаат некоја книга, и со тоа се зголемува градска, како да кажам, класа на дури во помалите градови, како што е Струмица во тоа време. И тој расте прилично безбрижно во игра и во смеја со или како што тогаш и се растеше низ цело време надвор, цело време со другари. Да. За да потоа го фати, како што исто типично за таа генерација, го фати спортска грозница, па почна да се гледаат сите можни спортови. И тој најмногу се влюбува во кошарката. Неговиот брат е познат кошаркар во тоа време, играше и во Скопје, Кире Рингов,
повозрасен од него и во тоа време ти играат за гимназијата Струмичка, во таа екипа играат и Рингов дури успева со својата генерација да дојде во Скопје на турнир да го победи Работнички, што е во тоа време како сега да го победите, не знам, Чикаго Булс, тоа долги години ќе треба да поминат за некој екипа од Македонија во било кој категорија успеа да го победи Работнички, бидејќи мислам дека долго време беше единствен клуб, онака вистински кошаркарски клуб во земјава. И Рингов не го сака фудбалот, искрено никош не го ни засакал до крај, но бидејќи често играл, вели кошарката беше супер, тоа беше вика интелигентен спорт на студенти, нели, на интелектуалци. Па имаш вика терен, вика па паркет, па кошеви, па вика девојчињата пуши ги сака кошаркарите пубаво изгледаат. Високи, така, нели? Па фудбалот вика беше вика си играше на земја во калови, во тогаш теревите не имале дренажа, мислам. Дожд, ладно време. Снегови, да. Вика на публика ни едно женско нема, вика, никој какви тогаш во тоа време немаше такво нешто. И но бидејќи го знаеле сите дека премногу добро игра фудбал, имало притисок, позитивен притисок од средината, тој сепак да отиде во ФК Беласица, што тој во еден момент и го прави и навистина блеснува. Таму за кратко време влегува во првиот тим. Беласица тогаш игра во трета лига сојузна, тука има или нормално и негови голови, негови бравури на теренот, како 15-16 години игра со многу повозрасни од себе, нели? И тука е онај најдобар на теренот. За да на 18 години отиде во ФК Партизан. И се тоа е многу една интересна анегдота од неговиот живот, која многу ќе му значи на него. Тој одил со 17 години во Белград и во тоа време не е како сега, тоа е 70. Ајде, не ме взимате збор, 70 некоја година, тој оди во Партизан и таму били, доаѓам вика на стадионот на ЈНА, тогаш се викаше, Југословенската народна армија, и таму секретарката на клубот пречекува, ти си тај мали из Струмица, да, вика, потпиши ова, вика, ова ти е договорот, вика, ќе дојдеш, вика, подготовките на клубот почнуваат тој датум, треба да дојдеш, вика, тогаш тука, и оваа торба е за тебе. Ја вземам торбата, вика, и одам брзо, веднаш да се вратам, имаше, вика, директен автобус од Белград до Струмица. И вика, стигам, вика, на автобуска станица и ги знам сите, бидејќи Струмицу тоа време сите се познаваат, и тој вели, еј, Васе, што е тоа, демек, во торбата и котва, пари, вика, утра. Куп пари, цела торба пари. Тоа му дале од Партизан пари што потпишал за клубот. Тие, вика, се возбудија, вика, шоферите не виделе, вика, туку пари во живот, па ги ставија, вика, во некои прегради, ги заклучаа со катан. Да не изгуба. Да, изгуба. Доаѓам ја дома, мајка ми вика, што ти е тоа? Ја отварам, вика, гледа пари, и одма ми удира шлаканица, вика, си ги украл. Никој да не предпостави дека некој може да му даде на него пари за да игра фудбал. Сака да кажам, сега, кога после неколку години доаѓа време тој Вардар да се заинтересира за него и кога почнува тоа, да не откривам премногу па сега ја, но тоа е една политичка одлука да се направи еден квалитетен тим од Македонија. Значи има во конкретно 70-тите години заживува тоа. Тие решаваат Рингов од Тетекс да го, инаку во тоа време Тетекс е многу подобар и поквалитетен тим од Вардар. Вистина работел во фабрика да играл за Тетекс? Да, не работел он вистински, значи тој бил пријавен за да зима плата. За да зима уште една плата. За да зима уште. Бил референт за трикотажа во на тоа време славната фабрика Тетекс од Тетово. И сега он таму кога требал, значи тој немал никакви разговори со Вардар. Немало никаква понуда на маса. Туку завршила сезоната, нели, секој
се добива годишен одмор и тој бил во Грција, од Грција кога се вратил, бил кај своите во Струмица. И во еден момент слуша како некои луѓе во комшиските дворови го споменуваат неговото име. Тој набргу се среќа со двајца луѓе облечени во кошули, така прилично официјални луѓе. Вели, вие ли сте Васил Рингов? Да, другар, со нас. Нема вика објаснување. Проба вика ја нешто да кажам, да ги насмеам, но немаше никако вика израз на нивното лице. Се возевме вика 2-3 часа до Скопје, тоа беше вика тишина. Стигнавме вика во ниедно време во Скопје, во седиштето на Градски фудбалски сојуз, тоа беше, не знам ти дали се сеќаваш, улица Максим Горки, во центарот на Скопје. Таму се наоѓаше сојузот. Потоа тоа беше седиште горе на Фудбалската федерација на Македонија, многу подоцна. И сега ова мисла дека 1978 година тој доаѓа таму и му викаат: "Еј, ти ли си Рингов? Ајде, вика, ту тепавме чекање." Тој после полноќ. Тепавме, вика, чекање, вика, "Потпиши се тука." Што да се потпишам? Потпиши се тука. Кај да се потпишам? Тука. И вика, тие двајцата потпиши. Јас земав, потпишав. Тој си го потпишал преминувањето во Вардар без обештетување, без некаква пари за трансфер, било што, туку на сила едноставно, спроведен. Тие никогаш не му се легитимирале, но претпоставувам дека се работи од службите. Или? Па не од сојузна удба, туку од она што се нарекуваше републички орган на Управа за државна безбедност, дека фактички таа служба била злоупотребена, тоа може и тогаш и сега истото значи, во улога на тоа да се засили ФК Вардар, така да помошта на Вардар не иде од сега, таа било уште од тие времиња. И сега има тука еден многу интересен детај. Вели, кога му се јавив, вика, ме вратија после во Струмица, вика, тоа беше веќе рано са бајле, ја веднаш му се јави, вика, на Војот Тетово, што бил директор од директор, она, и тој само ми рече: "Да, знам се." И после со среќа. Ни А, ни Б, ни... Ама чекај, како, ти си наш играч. Не, вика, престравени си. Значи, сакам да кажам, тој детаљ многу говори за тоа како некои луѓе во некое време решиле да направат од Вардар нешто и успех има. Но тој мисли дека веќе ако тоа го направи, ако така ги земаа фудбалерите, па бар вика да им даваа пари на екипите во Македонија, не вика тие секојаш им ги земаа, им ги грабаа така без пари, вика. Футки им дадат, вика топки, нешто, дресови вика ќе им дадат. И на тој начин ги уништуваа другите клуби во Македонија, да не зборам, значи Прилепска победа не ни постои, мислам веќе. Постои, игра во втора лига со младинци, да. Не знам, со младинци. Тоа беше стандарден титул. Имаше момент дека може да испаднат, дека немаат пари, дека ама некако тоа беше стандарден југословенски живуркаат буквално. Нон-стоп произведуваше фудбалери. Битолски Пелистер беше стандарден второ лигаш. Постојано произведуваше фудбалери, Тетекс, постојано произведуваше фудбалери, Караорман, Струга исто така. Значи тоа беа местата каде што, како да кажам, тие беа оние втор филтер на екипи каде што фудбалерот треба да ги научи сите оние работи кои што се вредни во фудбалската игра, па потоа да оди во Вардар, а од Вардар веќе крајот може само да се нагаѓа. Така да тие клубови за жал не опстоја токму поради таквата политика која што не знам дали е паметна и дали е добра. Па не е сега. Зборуваме сите кога се навраќате, особено повозрастните, за тие убави години во Југославија. Дали носталгијата е главна причина за тоа по младоста и по се, бидејќи гледаме не било си идеално во системот каков и да бил. Не, таман работа. Системот
ако ме прашаш мене дали сум носталгичен, да. Но како да кажам, значи колку и да се жалиме за денесра во Македонија, какви да е, овие некои работи не може толку да поминат. заедници, потрошивме сега малку политика ќе влеземе 30 години за да влеземе у друга заедница кај што не сакаат, ама не сакаа. Значи Југославија се распадна. Крваво се распадна и како да кажам, тоа треба да се разбере дека ако нешто требало да постои, ќе постоело. Очигледно дека крајот на студената војна било невозможно за таа држава тоа да го преживее. И ако збориме на фудбалски план, исклучиво на фудбалски план, значи Југославија беше премиер лига за денешниот фудбал што го има не во Македонија, во сите овие републики, држави кои што произлегува од некогашните републики. За другите спортови да не говорам. Затоа, како еден човек млад човек, кој најмногу го интересира спорт, а потоа и култура, Југославија беше измислена земја. Значи, тоа беше земја посветена на младите. Сега, например, Македонија не е земја посветена на Македонија, е земја посветена на пензионерите. Тука, како да кажам, тие гласаат, тие гледаат медиуми, тие купуваат, имаат, или како се вели она, сигурни приходи. Да, и пола од рекламите се наменети на пензионерите, пола од програмата на телевизија е наменета за пензионерите, а и пола од владините политики се наменети на пензионерите, бејќи тие најмногу ги гласаат, нели? А овде беше сосема, замисли да живееш сосема противно од денеска и се да биде свртано кон младите. И тоа мислам дека, иако ја не сум повеќе млад и далеку сум од сутот на младоста, сепак ја во секоја ситуација би одбрал систем кој ги преферира младите, односно возрастните. Сега, да не идеме премногу политика, кога се распадна, кога Македонија прогласи независност, кога трнали по својот пат, кој беше многу трнлив и многу тежок тоа еден период, се додека постоја оние капацитети кои беа наследени од стариот систем. Се додека се работеше не во целосно, барем малку според тоа како се работело во предходниот систем, ние и создававме нешто. Создадовме и неколку ракометари, и неколку кошаркари и неколку фудбалери. Откако нашите транзициони херои кои што нели ги приватизираат зубовите и така натака, ние ништо не сме се. Знаеш, зашто ме интересира се ова, пошто има ситуација кога заедно со други фудбалери на Вардар биле осудени за затајување на данок. Рингов. Да, Рингов е меѓу нив. Значи, бидејќи зимале плата на рака, реално. Како тој цел систем што викаш таа држава што му донела договора да го потпише, го дозволила на крајот фудбалерите да буквално добро, значи ова што се правило далеку од очите на законот. Југославија беше комплицирана држава како што денеска е Македонија. Значи, постојаа правосудни органи кои, ја би рекол, беа многу понезависни од тоа што се денес. Да. И кога истрагата докажала дека тука имало, не би рекол дека тоа класично затајување на данок, но не бил платен данок на премиите. Тука Ринго вели, ние поим немавме вика ништо од тоа. Клубот се спогоди со судот и сите ние вика бевме, иако не е сигурен за другите, но за себе е сигурен, се осудени на условна и парична казна. И он тука гледа исклучителна вина во клубот, кој едноставно тие пари требал да ги плати, или ако не ги платил, требал на фудбалерите да им каже дека треба ги плата. Вие нешто, тоа е 80-ти години, многу е мала информираноста за финансиската структура во тоа време, да кажеме. Ете, денеска, ако една работа е подобра, знаеме што е данок и што е
председавачки, тоа беше многу поразлично. Сега овакво ти на пример тоа го вели во една глава, вика ние вика фудбалерите, нели, сме вика неписмени, вика ние сме демек слабо мислиме, слабо размислуваме. Вика во мое време вика Владко Димитровски, неговиот кумашин, вика беше вели имаше праве факултет економски. Ѓоре Авановски исто така економски, уште еден, двајца, на пример вика кога дојдов вика Сребров, тој еден стар фудбалер, многу добар вели, беше вика така, вика многу образован, вика и свиреше виолина и никој во Вардар не му правеше морал зашто свирал виолина на пример. Знаеш како тоа деве, бегај таму нели. И сега тие луѓе да очекуваш да се тие, не знам, да се финансиски даночно писмени, веројатно е тешко. Нели? Затоа клубот тука морал да преземе, но очигледно како да кажам Вардар бил фатен. Во небрано избрано е повторно, веројатно под сугестија на тајни служби, соломонско решение да не се казнили затвори клубот, туку да се казнат фудбалерите кои што земале најмногу премии, тоа се 10-11 луѓе од првотимци, нели? Верувам дека тоа така било. Иако на рингов тоа му е интересна работа, вика имаш една како една омерта. Никој не сакаше од другите соиграчи да зборува со мене на таа тема. И да ми каже какво решение добили од судот. Не беше одлука решение, беше. Какво решение добили од судот, односно каква казна добили. Дали сите добили иста казна, не знае, дали различно, што не знае. Зборуваме за премии, за торбата со пари. Колку пари биле тие? Ти раскажали вас, пошто во денешно време верувам дека сега да им кажеме на било кој што не гледа ќе звучат некои од тие суми смешно. Па не било баш смешно. Ја кога прашав колку пари беа тоа, тој ми вели вака во Вардар тој можел секој месец и половина да купи голф кец. Голф кец во тоа време е најдоброто, како да кажам, посекуваното возило од оној среден рак. Значи не е Мерцедес, не е BMW, не е ова, него зборуваме многу подобар од 101 и Југо. Фичо, да, и поскап многу, се произведуваше во Сараево. Голф кец и тоа да кажеме, значи еден надстандард. Значи за месец и половина можел да купи кола. Точно дека тоа со парите кои што ги заработуваат денеска овие светски звезди е малку. Ама колку заработуваат македонски фудбалери? Што дека тешко може да купат кола за една година. Може би некој може, ама мислам дека не е така едноставно. Кој знае ги земаат тие пари. Па тоа е поважно. Имало тука ташна систем, значи многу често се вадела чанта со пари. Ако победите, тоа го делите, знаеш, овие пари. Тоа многу често се случувало, дури вика во една ситуација, вика еден дојде, вика ние на Маракана во Белград треба да играме со Црвена звезда, вика. Разбираш? Вика Звезда можевме да ја победиме дома, ама Маракана, вика тоа беше. Малце потешко. Многу тешко. Вика и Валац вика, ако ја победите оваа, види ова Куферов, со пари ваше, разбираш, ќе го поделите вие. Као, ај затвори си го, отвори го на друго место, разбираш. Значи, имало, како да кажам, мотивација. Тие што го воделе клубот, покрај тоа што тој вели не изгради организација, сепак вика знаеа, вика кој ништо друго со пари, со многу пари, вика да мотивира. Да мотивира. Да, и тоа вика многу често вродуваше со плод, иако постоела ситуација во кои нели парите не биле доволни. Па има на пример, има една ситуација, вели Вардар голема криза, идеме во Загреб да играме со Динамо. И вика ние немавме пари, вика од хотелот ни беше дури од попладнето. Ние од аеродром немавме каде да отидеме, вика. Значи не им било резервирано, пошто бидејќи било поскапо така. И вика отидовме право на стадионот и ги замолив таму, може да тренираме, може слободно, вика излеговме, трениравме, вика некои 2-3 сати. Вика што немавме што да правиме, вика.
вечерта победивме. Вечерта вика победивме, тоа во Загреб, против Динамо, кој воопшто не беше шега никакво, мислам. Гледано вака многу поквалитетен клуб од Вардар, 100 пати историски гледано. Така да, имало секакви ситуации. Тоа е некоја иронија, се што зборуваш про патувањето во Шкотска, ко сега ситуацијата во Загреб, ко личи клубот нема пари и наеднаш се појавуваат некои куферчиња. Значи, да, вика имаше ситуации, вика тоа веројатно е проблем со ликвидноста, што е југословенски проблем. Значи, проблем е она cash flow. Проблем е постојано да има пари. Например, многу често тие посетувале фабрики, па тука се дружеле па играле фудбал со фабричкиот тим, и таа фабрика ќе платела нешто, некој трошок ќе платела, да. Например, хотелот во Загреб баш тогаш го платила Лиска, она фабрика за производство на градници и женска долна облека. Сум многу нефудбалски спонзор, но ете, некој во Вардар, ама тоа барало голем ангажман од управата, значи постојано да си во потрага на некакво спонзорство, постојано да си во нешто што нели би ги покрило сите трошоци на клубот, во време кога многу не се заработува клубот, и вели Рингов тоа го вели во една друга глава, никогаш вика никој не се ни спотера, вика, да заработи, вика, не се ни обиде, вика. Например, еден од примерите, вика, зашто, вика, Драган Калатларовски, вика, отиде во Партио. Во Црвена звезда. Во Црвена звезда. Од Звезда, вика, отворено ни каже, па вие не знаете да го продадете, ние ќе го продадеме. Кај ќе ви дадеме на вас некој процент, другото за нас. Значи, едноставно, Цапар тогаш отиде во Ла Коруња последните 2 сезони во Црвена звезда, значи еден од најпознатите шпански клубови, а Вардар веројатно не можеше тоа исто да го направи. Значи, вика, немавме, вика, никакви контакти со никого, немавме, едноставно бевме црна дупка, вика, на мапата на европскиот фудбал, иако, вика, другите екипи без проблем ги продаваа, вика, своите фудбалери. Тука има еден куп на перипети во неговите трансфери, кога тој се обидува, кога е навистина претешко да се излезе, а тоа да не оди од преку клубовите на големата четврка. Југословенскиот фудбал, за помладите да кажам, тоа е Црвена звезда, Партизан, Динамо и Хајдук. Хајдук и Динамо. Го спомена Џајич, со кого Рингов највеќе комуницираше од легендите, знаеме со Панчев, убиствен тандем бе биле и во Вардар и целиот живот и помина заедно, во неврзан разговор ти каже дека се слушале до последните денови. Панчев тоа го спомена и на промоцијата на биографијата, извини. Со кого Рингов се слушал, комуницирал, кого гледал како своевиден узор и доека играл, но и после кариерата, кого почитувал од Балканот, од големите цвети? Значи, ајде да почнеме од почеток. Значи, Велибор Васовиќ му бил идол. Тој е дел од славна речиси шампионска генерација на Партизан. На првото финале. 60-тите години, кој потоа иде во Ајакс и е капитен на Јохан Кројф. Сега, Ајакс е првата екипа која го прави оној тотал фудбал, нели, со Јохан Кројф, со Ван Нескенс и други легендарни имиња. Тие се далеко пред моето време, јас само сум читал за тој, сум гледал видеа. Али сите знаат за двете изгубени финалиња поред на холанѓаните, веројатно? Да, но 3 поред титули во купот на европските шампиони на Ајакс. Со Кројф. Во Ајакс игра Велибор Васовиќ и е капитен на таа репрезентација. И он вели, тој ми беше, вика, првиот идол и тој го повикал да дојде во Партизан. Значи, да кажеме, ете, тој е неговиот прв идол во животот. Подосна имал голем број на пријатели, иако тој тоа го потенцира, вели, ја најмалку се дружев со фудбалери,
моите пријатели беа надвор од фудбалот. Дури во неговото семејство многу не се зборувало за тоа, неговата сопруга еднаш била или два пати на надпревар, не ја интересирала тоа, вика тоа многу викаат таму. Пријателите му се и актери, и уметници, и професори, така натака, тоа му се кажеме, но тој имал изворедно добар однос, веќе реков, со Драган Џајич, со кој конкурирал на позиција, нели, југословенската репрезентација, наравно Џајич е нели најголемата звезда од тоа време, но само тоа да му биде конкурент на Џајич е голема работа. Потоа тука е тој одличен контакт имаше со исто така легендарни Шурјак, Заец. Со Пикси имаше еден многу топол однос. Тука има една анекдота, не анекдота, него жива вистина е тоа, кога се простува тој од фудбалот. Били од Вардар ми дадо една топка подпишана со автограми од моите соиграчи и никаков подарок, што вика беше типично за Вардар никогаш да не направи нешто посебно за луѓето кои што нели го напуштале клубот и оделе во пензија. А вика, не знае, вика Пикси дојде тогаш натпревар со Црвена звезда бил во Скопје, првенствен натпревар, и вика Пикси дојде вика со позлатена макета од Маракана, вика би подари. Ја вика никогаш не сум играл за Црвена звезда, никогаш посебни некои релации, но ете тие разбрале дека јас ќе се пензионирам и сакале во име на клуба да ми дадат некаков подарок, чисто да ми се одужат за годините поминати во ривалство, што повеќе. Дејан Савичевиќ, иако доста помлад од него, му беше изворедно добар. Ова одлични односи имаше со Вахид Халил Хоџич. Тој беше после тоа успешен тренер, што беше ова, со Сафет Сушич, Хаџибегич, со Брновиќ, со Предраг Мијатовиќ, сега мислам дека е директор во Партизан. Одлични, вели, вика, будушност од Подгорица бе исти кој нас, вика, дома да ги тепаш беше многу тешко, вика, од една страна те напаѓа Део Савичевиќ, од друга страна, вика, Мијатовиќ, вика, ноќна мора беа, вика, во тоа време, кога и они биле ноќна мора. И, да кажеме, од тие легендарни, реков Звездан Терзич му беше, дури ми една анекдота опишена, да не должам многу, му е, вака, еден личен интимус, и голем број на други во тоа време, а и денеска познати, нели, легендарни ова. Него сакаше Стјепан Бобек, веројатно првата или втората звезда на југословенскиот фудбал, која е на огромно име, му бил тренер во Вардар, него сакаше, прочитете сами, проценете сами зашто. Него сакаше Стјепан Бобек, ама стварно, него сакаше воопшто. И некои други луѓе кои можеби не ги сакал толку многу, што не го изнервираа толку многу, не ги споменуваше. И сега од Вардар тука има еден, нели, Владко Димитровски, со него се, нели, кумовска врска, па повозрастни, помлади фудбалери, кои има фатено обединето две генерации. Ова за Вишњевац ќе каже дека исклучително тешка личност, но многу чесен човек и ако Васил Рингов проценеше дека некој е чесен, тогаш све добиваше од него. Дали Вишњевац е човекот што го создал тој шампионски Вардар? И на крај Рингов тврди дека е благодарение многу на од него. таа генерација вела дека колку и да бил тежок, кој што рекол, неверојатно тежок човек, дека он е создавач на, да речеме, тој шампионски Вардар. На шампионски Вардар, зошто? Иако не е во Вардар, тоа вика да ги преживееш неговите тренинзи, едва и да чекаш после да дојдеш на надпревар, бидејќи ако ти останеш жив после подготовките, ти си во супер една позиција, вика, никогаш повеќе не сме трчале, повеќе не сме вежбале. А вика, што се однесува до самата игра, вика, тука беше многу либертејни, оставаше многу работи сами да решаваме на теренот. Што да кажеме, играчи од профилот на Рингов тоа го сакаат.
Знаеш, ние што се им даш тренери слобода на самиот терен, да. А и сега Вишневац за него ќе ви каже тоа и вели нели таа магична хемија со Дарко Панчев. Сега ти не знаеш сигурно, јас знам, значи ние кога бевме мали, ние и кога игравме фудбал, нели, но ние терени каде што игравме фудбал како деца, секој гол го значувавме со Рингов Панчев. Значи, Рингов треба да нафрли, Панчев треба да даде гол и тоа беше најефикасниот напад во тогашна Југославија. Во една или во две сезони и меѓу најефикасните постојано. Значи, тоа беше една невидено добра хемија, тука беше и Горде Здравков. Фантастичен исто фудбалер. И уште неколку врвни играчи од тоа време. Сега има еден подкаст го гледав неодамна, Дел Савичевиќ говори за тогашната Југословенска лига и кажува за сите екипи, додека нели кога почнува да играл, вика, а Вардар беше не Македонија, демек од Македонија. Македонија Рингов Панчев. Ништо друго демек не знам ја. Значи Рингов Панчев беше не македонска, не скопска работа, беше југословенска работа. Значи сите асоциацијата за Македонија, за македонскиот фудбал беше Рингов Панчев. И тоа да кажеме најголемиот бренд што до тогаш е направен во фудбалски во Македонија. Ќе го цитирам Рингов кој вели: јас секогаш исто нафрлав во сите екипи каде што сум играл, на исти начин играв, но тие мои топки најдобро умееше да ги искористи Дарко Панчев. Да, и можеби, немаме среќа што тие сепак беа 10 години разлика. Мисли да беа генерација. Колку тоа ќе подолго ќе траеше и колку тоа повеќе ќе одекнеше во тоа време. Но Македонија е мала земја. Би било добро кога па такво нешто се случи кога Пандев потоа, нели, му дојде овие Елмас, Барди. Исто 10 години разлика. Нели, да, малку трае. Нема многу време за тоа да потрае. Треба да се искористи во моментот. Кога сме кај Панчев и Рингов, има исто една ситуација од некои подготовки во Пореч, што биле во 90-тите години, кога Вардар буквално оттишле во хотелот со пола платен до сместување, не знам како да речам, не смеле базенот да го користат во хотелот некои. Имале некои ефтина варијанта. И тука Рингов преку Панчев кој веќе во Звезда тоа време, нели се обидел да замоли ако може Звезда да го исплати, се да можат фудбалерите да имаат подготовки како што треба, на крај одиграле пријателски надпревар меѓу се. Тоа е посебна приказна за пријателскиот надпревар, значи Пореч беше местото каде што голем дел од екипите одеа на подготовки во текот на летниот период. Црвена звезда секогаш, а ете Вардар со тогаш и Ѓоко Хаџиевски тренер, ама втора лигаш е Вардар. Или од втора лига обезбедил, не сум, мислам дека е втора лигаш се уште. И Вардар оди во... Значи, тоа е по-онаа славна генерација. Значи, Панчев, Најдовски, Канасларовски веќе не е во тоа е Црвена звезда, другите Тони Савевски веќе од одамна во Грција и некои други играчи се веќе, нели, по разноразни екипи и другите се пензионирани и Рингов како заменик на Ѓоко Хаџиевски, заменик тренер, одат во таму и сега и немале нешто баш платено, као на крај требале да платат, ама како некоја најефтина варијанта одбрале и вика, дали вика тој таму, вика, што беше, вика, човекот со кого разговарав, како да многу, вика, не сложали, вика, разбираш, па ни дае толку една ефтина цена, девек, за седо, тоа што ние пасо многу потешкоти ја плативме. И сега, вика, таму имало, не знам, бербер, фризер имало во хотелот, ама Црвена звезда платила, нели? Па вика, ја идам кај Панчев, може, вика, овие твоиве фризеров и за нас, да, може, нема проблем. В базенот не смеевме, вика, се бањаме, значи, немале платено за базенот. Тоа Црвена звезда го платила. Па не знам, пишува во книгата кои се
тоа кафиња, тоа сокови, тоа ова. И сега вика на пример вика имаше самиот хотел терени фудбалски на кои Црвена звезда уште некоја екипа е, се не ми текнува моментот во исто време, и тој тука се тренираат. Вика ние со автобус одевме вика кај железничката станица вика Порец на тој стадион вика да и за тоа ни требаше вика долго време, не беше тоа во хотелот. Па во една прилика му викам на Даре, може да изиграме една пријателска со вас, тогаш во тоа време Љупко Петровиќ, тој е оној шампионски тренер на овој. Ово вика Љупко, може со вие да изиграме пријателска? Може, нема проблем. И сега вика играме пријателски надпревар со нив. Тренинг надпревар, значи не е тоа пријателски надпревар, тоа е почеток на подготовките, вика. И вика ние победивме вика на тој надпревар кој не беше надпревар. Значи некаков тренинг. И вика Ѓоко или некој друг од управата сега не грешен душа, вика тука се погрижи вика да објават сите македонски медиуми тоа време дека Вардар ја победил Црвена звезда во пријателски надпревар, разбереш тоа многу голем настан. Вика баш вика во таа сезона Црвена звезда стана вика европски шампион, значи до толку беше јак тој состав, но вика и се гледаше многу голема разлика во тоа што има тие во подготовка, што има ние. Например, вика ти има еден вика легендарен лекар вика кој на секој вика за секој играч има посебен вид на исхрана. Тоа што му одговара, тоа што беше на мени. Вика денеска граф, утре нели месо. А кај ни вика секој играч добиваше посебна исхрана. И за доручек, и за ручек, и за вечера. Секој играч вика добиваше шишиња вика со витамински сега. Ние знаеме денеска за шумече, во тоа време не се знаеше за тоа. Вика секој добиваше тоа различна боја, не на секој му треба витамин С, не на секој му треба витамин Б. Тоа вика уште беше вика во тоа време кога ние вика поим немавме тие работи и многу вика години подоцна тоа доаѓа кај нас и вика затоа вика од секогаш ќе биде многу смешно тоа сме ја победиле Звезда вика на тие подготовки кој тој не беше, вика беше еден тренинг и тоа вика на молба на услуга на Дарко Панчев кој на вистина многу вика на тие подготовки многу ни помогна да буквално пола од работите ги добиваме на сметка на Црвена звезда. Црвена звезда. Имаме една тема која што актуелна е последниве денови. Јас сваќам дека вие сте гледале некој Вардар 80-ти, 90-ти и живеете во тоа време, но јас што ги памтам задниве 25 години Вардар, стојам на тоа дека кој да доаѓал спасител и да бил јак во некој период, после тоа Вардар било полошо. И паѓал уште пониско него што бил претходно. Но од друга страна сега кога излезе цело барање Васил Рингов да се вика јужната трибина на градскиот стадион во Скопје на Тодор Проевски, излегува и некои негативни коментари од Битола дека они не се за тоа, дека не требало да се вика, они биле и против Тодор Проевски да се вика националната арена. И сега јас не сум толку млад да не се сеќам пред некои 10-15 години кога беше Филип II арената тотална небулоза, немаше нешто толку напад од јавности од тие времиња кои што беа во најмала рака луди во државава. Газаше по земја. Немаше никакви напади, зашто се вика Филип II, пошто нели Филип II познато крило од времето фудбал играше и овакво. Не ми е јасно зошто сами себе си правиме такви работи меѓу себе, не е важно нека се вика и Дранка Натларовски, немам проблем со никој кој што е, зошто не се вика и Тодор Проевски арената, зошто сами на себе си правиме такви работи и не ги цениме доволно нашите легенди ние, а сакаме некој друг да не цени и се некој нас не сака и соседи, и Европа, и светот, и било што. Вака да почнеме од почеток. Кога се менуваше името на стадионот од Филип II во Тодор Проевски, јас дури бев изненаден како е возможно толку на луѓето да им пречи тоа. Тогаш знам ја дека за мислење го прашав, професионално мислење го прашав Атанас Костовски, нашиот легендарен спортски коментатор, кој кажа, неговиот предлог беше дека стадионот требало да се, бидејќи таму најмногу ќе се игра фудбал, треба да се вика по Илиевски Джина, значи првиот легендарен голем фудбалер на Македонија, кој и првиот репрезентативец
Македонија заедно со Видинич, ако не се. Мислам дека не се во исти период, но во секој случај тоа е нели првиот дури Джини ме настапунio за на репрезентација на Македонија која игра против репрезентацијата на Бугарија за време на окупација. На окупација. Што е исто. Тоа Ивко Панговски ги имаше тие приказни, исто уште еден легендарен спортски коментатор, а јас пред неговата смрт му ги собирав тие негови анекдоти и ги објавував исто во Слободен печат. Значи, тоа беше неговиот предлог. Сега, Рингов во тој период кажа, кога се пушташе стадионот, кога нели се направи северната трибина, кога се направи модерен, за прв пат имаме модерен и вистински стадион во оваа наша земја, кажа, џаба ви е стадион ако немате фудбал. Сега кога ги споите тие две работи, зашто не е Джина и зашто некому пречи јужната трибина да се нарекува Васил Рингов, пример. Ќе видите дека ние имаме проблем со фудбалот, ние имаме проблем со приоритетите во нашето општество. Ако отидете на Олд Трафорд, во Манчестер, на стадионот на Манчестер Юнайтед, секоја од трибините, подтрибинскиот простор, дел од трибината е наименуван по една од легендите на клубот. Не дека ние немаме легенди. Ма ние сме луѓе кои имаме проблем со нашата историја. Ние секогаш ја забораваме историјата или пак ја гледаме на еден начин како што низ призмата, како што ни одговара. Некаква актуелна власт одговара. Значи, ние сме многу необјективни во тие работи. И во времето кога Никола Груевски нели беше премиер и беше нели без негово, како да кажам, без негова благонаклонност сонцето не изгреваше и не заоѓаше во оваа земја, тогаш никој не правеше проблем зошто нели по левото легендарно крило Филип Тори се нарекува стадионот, тоа беше процес на антиквизација кога ние требаше нели станеме антички македонци, така. И во тоа време никој не се бунеше, па не видел дека некој многу се буни ни за Тоше Проевски што се нарекува стадионот, но ете имаш и некои издржани мислења. Сега стадионот и натаму ќе се вика Тодор Проевски, но предлогот е нели по големата легенда Васил Рингов да се наименува Јужната трибина и тој е предлог на Вардар, фудбалскиот клуб Вардар. Дали повеќе беше проблемот предлогот од кој доаѓа, него самото име на Васил Рингов? Очигледно постојано. Бидејќи знаеме дека нешто ако... Не верувам дека Рингов на некого му пречи, веројатно постојан анимозитет помеѓу на релација Битола и Скопје, тоа никош не сум можел да го разберам тоа, наму 90-тите години сите почнаа да се мразат, па и ние да почнеме да се мразиме, па со ништо не предизвикано почнаа нереди на стадионот на фудбалските во наводници дербија, значи два света беа во тоа време, Пелистер и Вардар, значи Вардар беше многу поквалитетна екипа од Пелистер и да се сеќавам на некој 8 деление кој беше првиот огромен голем инцидент и се прекина на природ, не заврши на природ помеѓу во Битола, мислам дека се играше помеѓу Вардар и Пелистер. Ден денеска не може да сватам зошто мораше некој да предизвика омраза помеѓу тие два клуба. Рингов малку се осврнува на тоа и со такина него не му јасно зошто тоа некој му требаше, а очигледно дека од некакви подземја тоа беше организирано. Значи таа омраза. И таа омраза и тој никој нездрав ривалитет помеѓу Битола и Скопје вирее до ден денеска. Не е само спортски, и не е само фудбалски. Имаме во ракометот многу голямо ривалство. Имаме едно вакво градско ривалство помеѓу Скопјани и Битолчани, не знам од која причина, дури некои од луѓето кога имате брак помеѓу едниот од Скопје, другиот од Битола, дури некои го сметаат и за мешан брак тоа. Мислам, тоа е една идиотска работа. Сега тоа нездраво ривалство и тие состојби кои веројатно, ја не сум сигурен,
дали е тоа така, но веројатно постои некакво обновено ривалство на релација Скопје Битола и Вардар Пелистер, па ете името на Васил Ригов станува или проблем за јужната трибина. Инаку таа иницијатива постои, јас многу би сакал тоа да се реализира, многу би сакал виднина сите трибини, па не знам, вип ложата, па не знам, долу покрај теренот, се да добие по некои заслужни фудбалери. Али пак ќе кажем, пак се навратам на мислата на Васил Рингов, што ќе биде стадион ако немате фудбал. Значи, пак некој треба да истрче на тој тревник и да заигра, и тоа да привлече публика. Обично публиката доаѓа доколку противникот е атрактивен. Па што вреди името на трибина Васил Рингов ако се полни само, не знам, еднаш во еден квалификацијски циклус, Англија, Белгија, Шпанија, Кроатија. Ние имавме квалитетна репрезентација последниве години што играше и бараж за светско. Сите надпревари се бил, освен Белгија во квалификације, стадионот не беше до крај исполнет. Вреди за ние млади деца, за нашите деца вреди тоа. Тие не го знаат. Васил Рингов. Не го знаат ни Дарко Панчев. Не го знаат ни Горан Пандев, да видиме реално. Не го знае моите деца, не го знаат Горан Пандев. И кога ќе отидат на стадион и кога ќе видат дека таа трибина се вика, каде што тие ќе се заинтересира поред некој фудбалер, тогаш може да ги заинтересира. И затоа велам, имаме проблем со нашето минато. Джина 99% од спортските новинари не слушнале за Джина. Што имал некој голем фудбалер на времето, бил репрезентативец на некоја земја која не така одамна била трета у свет. Значи, не е тоа за занемарување. А ке нас нема никакво колективно знаење. Кои се другите фудбалери на Вардар? Легенди на Вардар, као Мето Спасовски, како, не знам, Мечка, па не знам, Кочо Димитровски. Па, луѓе кои навистина значиле нешто во тоа време. Сега вие ги знаете, можеби, задната линија на Вилја Реал и на Рајо Ваљекана, нели? Ама не знаете ништо, ја реално ништо не знам о Македонија, никој игра, никој не игра. А ги знам овие, нели, странски, па зошто е тоа така, бидејќи, нели, работата долго време оди во некаков недоглед, во некаква низбрдица. Но, по мене, многу би значило, за младите категории, за младите деца би значило, значи, нели, една култура на споменици, култура на паметници, а името на јужната трибина по Васил Рингов ќе оди во тој правец и тука не сме да застане. Тоа мора, нели, да оди и понатака. И би апелирал и минјата на стадионите, не дека нема, има низ цела Македонија, да бидат именувани според локалните легенди на локалните клуби, како што, например, Никола Мантов. Благој Статов. Благој Статов, за кого имаме и тука една прекрасна анекдота во оваа книга, напишена заедно со Васе, Благој Статов во Струмица, навистина тоа е локална легенда која имаше регионален карактер, не беше само струмичка, но е човек кој заслужува. И по тој пример треба да се продолжи. Зборуваме за сите овие сега, разбираш, пак доаѓаме до тоа, реалноста ја нема ни меѓу навивачи на Реал Мадрид и Барселона, кога зборуваме на тема, но ми се чини дека во оваа држава многу повеќе се заморуваме со некои личности и ликови што живееле пред 1000-2000 години, него со тие што ги имаме и што треба ги цениме во моментов, на страна спортот. Ние не знаме, ние не ги цениме спортистите сега што ги имаме, какви и такви или што сме имале во 30 години, која каква таква имаме за прв пат во историјата своја држава, независна, колку може да се каже таа независна. Еве сега да идеме прва малце со контра прашање. Првата македонска држава е формирана 44-та година. Ги знаеш луѓето што ја формирале? Ченто. Брашнаров. Добро. И кои да се уште. Значи, неодамна Кирка ми учеше лекција по историја, баш за таа лекција, таму не се напише во историјата
Ги нема? Ги нема никој. Ние кога ги учевме, барем нив двајца ги имаше. Има вика прв председател бил Ченто. Ченто. Кој бил Ченто? Шо бил Ченто? Зашо е Ченто после сменен? Зашо дошол Лазар Кој? Никој ништо не знае, никој ништо не се замара во оваа држава. Значи ние имаме проблем со она минато во кој се уште имаме живи сведоци на тоа. Се уште има по некој жив. Нели од тој период. Точно е дека нациите почиваат на митови, не на историски факти, дека секоја нација почива на мит, а мит е нешто што е само делумно вистината, делумно невистината. Значи, кога би ги согледале голите факти, многу од работите не би изгледале величанствени, розеви и така натака. И тоа историчарите добро го знаат, но тоа очигледно вешто се сокрива. Но, ако некоја нација почива на митови, почива на она што ние го глорификуваме како историја, нели, на нештото, тогаш, па дајте луѓе, правете Диснейленд од тоа. Правете, нека има споменици, нека има паметници од времето кое што, нели, е реално најдраматично и најсветло во историјата на оваа земја. А ете ние решаваме, нели, да имаме некои 3000 години во историјата, па некоја, што знам, едно, баш не многу, јас сум голем љубител на историја, не е тоа баш, немаме тука многу аргументи, и тука пробуваме да гледаме корените и да учиме за битката кај Гавгамела и кај Ис и за порвата на Александар. Дари и се остана. Дари трети, заборавајќи дека ниедна модерна нација не почива на антиката, туку сите своите митови ги барат многу некаде во многу подоцна во времето на средниот век, и дека не постои нација, дури ни баскиците, ни ерменците и грузиците, за кои може да кажем дека постои директна врска со антиката, дури ни тие своите врски не ги зимаат од тој период. Затоа ќе кажам, ние при жива историја, макар таа била фудбалска, макар таа била, не знам, комунистичка, социјалистичка или каква сакате наречете, или не знам, воморовска или ово, при такви ние решаваме, нели, да отидеме во едно место каде што искрено тоа е многу интересно за следење, но само на тоа не е погодно за политика, за водење политика и за создавање на нација. А од друга страна, значи, имаме еден великан кој неодамна почина, се вика Васил Рингов, и ете, спорно е трибината, нели, јужната трибина да го носи неговото име. Не е спорна за многумината, е веројатно за еден двајца спорна, или пак во некаква меѓусебна кавга на релација Вардар-Пелистер, тоа било речено. Ја не верувам дека битолчани имаат против. Сигурен сум дека немаат против, нити па дека некој тука има против. Но ете, таа дневна политика во спортот постојано ни се прометнува. Верувам дека следиш репрезентацијата. Да. Колку можеш и колку постигнуваш. Како гледаш цел овој период со настапот на Европско првенство? 2 баражи, бевме блиску до светско првенство. Дали сметаш и ти си од оние што... Што мислиш, дали не е местото на светско според квалитет? Па, можеби и ние. Па не сум сигурен. Па не знам. Еве сега овој нов тип на квалификации што ни овозможува оваа генерација со 48 репрезентации со се, мислам дека не би било играта, па и само Европа ако ја гледаме. Дека има некои репрезентации што се пласираат, што и не се некој многу поголем квалитет од нас. Не дека заслужуваме да бидеме во првиот ешалон, но не, тоа секако ние сме секогаш успел некоја се протне. Во ред, да, би било преубаво да отидеме на светско, па и да, нели, многу е тешко да суди на светско првенство ако твојата репрезентација не настапува, многу тешко, тоа би добил билети, би добил, нели, бидејќи самата ФИФА им овозможува на луѓето од земјите учеснички да
нели да отидат, па тука се јавуваат разни агенции, па тоа изгледа и ја многу би сакал да гледам едно светско првенство во живо, барем неколку надпревари, па не само поради фудбалот, и поради нели туризмот кој го нуди тоа, и тоа е една сеопфатна забава, посебно едно вакво првенство кое што се игра во земји како Мексико, Канада и Америка. Но ја мислам дека сме далеку ние квалитативно од тоа. Во ред, можеби не секогаш имаме среќа, но и овакво како се вика, баш имав една колумна напишано пред известно време за оној надпревар, иако одамна не пишувам спорт, за оној дуел со Казахстан, кој као моравме да го добиеме, па што да игравме нерешено во Скопје. Решили си. Да. А тоа беше надпревар кој ние моравме нели да го триумфираме. Играме со земја која не е никако фудбалски велика, никогаш не била, веројатно нема ни да стане, тоа е огромна територија со малцен народ. И тогаш потсетив на времето на создавањето на независна Македонија, кога првпат на фудбалски терен ја слушнав песмата "Каде сте македончиња". Но сега има нешто малку и во книгата за тоа, но сепак ја оваа призма на Васил Рингов пишувано, тоа е моја теорија, знаеш, патриотизмот, национализмот, кои се потребни при создавање на држави, на такви работи, ке нас дојде никако од Македонија се присили во Австралија, од Австралија ни дојде тука. Првите звезди од Веркина ги видов од тие австралиците. Да кажем. За знамето $10 што дава, така. Па не, ама не, тие во оние времења кога Вардар беше на врвот од Југословенската лига, што се последните години од Југословенската заедница. И почнато доаѓаат некои наши селеници летно време, или не знам, и да носат такви знамења со Вергина. Тие први донесоа и некакви песни кои ги нема слушнато предходно. Тоа не значи дека не постоеле. Едно од тие песни беше "Каде сте македончиња". И тоа јас го злоупотребив таа песма, тие стихови, напишав "Каде сте казахстанчиња", алудирајќи на лошиот резултат со Казахстан, па добив покана од казахстанскиот амбасадор тука во Скопје, па и бев кај него на посета, многу фин човек во казахстанската амбасада, кој ета сакаше да прави муавет на таа тема, не му беа јасни тие работи. Се надам дека му разјаснив нешто. И сега да кажам, тоа беше навистина еден период онака национал романтичен период. И од кога заврши тоа, нас ни остана само она национал од романтичното нема, нели? Се видовме една сива реалност пред нас, која се уште трае 30 и години, не сум некој оптимиста дека ќе заврши. И со тоа, ја мислам, тука заврши приказната и за Вардар, и за македонскиот фудбал, и за македонскиот спорт. И сега репрезентација. За репрезентација не е толку неопходен Вардар, неопходни се, кажавме претходно, Победа, Пилистер, Штип, Куманово, веројатно Охрид, Тетово. Значи, тоа се, ако тие екипи повторно се издигнат на обинатото ниво, значи не да бидат шампиони на Македонија, не, ама постојано да бидат квалитетни, значи квалитет левел трета лига Југославија, и постојано да ги собираат регионалните таленти, тогаш ние повторно ќе имаме, нема ние никаде имаме многу квалитетна репрезентација, бидејќи е стварна статистика, стварна математика, не може толку мала земја да има не знам колку добри фудбалери, но ете да се повтори тоа што го имавме на европското првенство во Романија, кој играа нашите во Букурешт, тоа да се повтори, јас сум среќен. Дали некако премногу лесно ги прифаќаме поразите во последно време? Знаеш, ние секад паѓаме во несвес и се, но некако еви баражот сега Данска си дојде, немаше еуфорија ни пред надпреварот, некоја голема во градот. Имаше патриотска еуфорија, знаеш. Да, ама некако, не знам, дојде и си пројде. Покажете сега, момчиња. Добро, тоа секогаш ќе го има. Да. Али Тоа е погрешно многу. Тука не пројде некако многу лесно да. Фудбалски да биде дијалогот, а не и монологот, а не националистички. Бидејќи на крајот се игра фудбалски игра, не се војува или не знам што, не се освојува Персија.
Добро. Значи, Данска е несомнено многу поквалитетна Македонија, ама 2-3 класи. И тоа сите го знаеа пред надпреварот, иако е немало таа еуфорија, можеби затоа е немало таа еуфорија. И на самиот терен покажа колку заврши на крај, мислам. Беше тежок пораз тоа. И од секојаш и било така, секојаш Данска била поквалитетна. Нас е сега, да ти сеќаваш првите квалификации кои игравме со Данска беше 1-1. Како данците, мислам 2-0 беше таму, 1-1 беше во Скопје. И тоа Данска беше тоа актуелен европски шампион. Со Лаудер преки. Е сега, значи почетоците на независна Македонија и на фудбалска репутација на Македонија се тогаш во таа репрезентација играат феноменални фудбалери. Фудбалери кои ние никогаш потоа не сме ги имале. Ако го иземеме Горан Пандев како легитимна европска звезда, ниеден друг фудбалер не бил на тоа ниво, тогаш имаше барем 6 милиона феноменални фудбалери. И не беа само тие. Генерацијата по нив имаше многу квалитетни. Митко Стојковски беше фантастичен играч. Па Ѓорги Христов, па нормално, значи наредната генерација. Ама кажав претходно, тоа беа остатоците од претходниот систем, кој се уште по инерција создаваше некакви вредности. Кога ние успеавме да го потрошиме скроз сите залихи од претходниот систем, дојавме ситуација да ние веќе немаме ново што. Ја мислам дека Горан Пандев е последната залиха од претходниот систем, што го имавме, кој не беше нешто кузне колку богат и нешто, не знам какви вложувања имало, но имаше некакви минимални услови за тренинг, ама, кој ќе кажем, минимални услови во секоја општина. Дополнителен е пример нешто проблем, е што Скопје стана село Македонија, сите се селат во Скопје. Голем број на центри, кои не беа само фудбалски, него беа индустријски центри, не постојат. Повеќе иселени си тие луѓе. Голем број на земјоделски, аграрни центри исто така не постојат. И доаѓаме вие ситуација со граничите на, не знам, повеќе од 80% од населението во Македонија живее Куманово, Скопје и Тетово. Добро во ред, може и тука да се игра фудбал, ама нели, големите градови обично не се погодни за помлади категории. Они се добри за веќе кога ќе настапи пубертетот, кога веќе ќе станат примамлива, да кажеме, мета за тие млади деца од натрешноста кои би сакале да дојдат во Скопје, нели? Тука да и ќе бидат запишани во средно училиште и да настапуваат за некој екип, и тоа нели носи одреден престиж за нив. Тоа би било добро, но Скопје не е добар за создавање. Ти никогаш не е бил. Секогаш помал процент од Скопје. Покрај биографијата имаш веќе одамна напишано и 2 книги други, трилери, крва уметност и писмо од лудница, која што ја зборевме тука. Планираш ли нешто ново? Да, сега гледам набргу, не е тоа баш набргу. Треба да биде вториот дел од писмо од лудници, да биде завршена приказната со тоа, значи да завршиме со Југославија. А потоа веќе имам една кроки напишана за една нова книга во која се обидувам малку во други полиња да навлезам, значи еден многу покласичен роман кој нема да биде трилер, но ќе биде, ајде да не откривам многу, но така ќе се обидам малку подуховно да навлезам во човековата природа. Ти благодарам многу. Фудбал под сенка, знам дека има во литература, така? Само во литература. Само во литература ја има. Ја има и на сајм. Може и на сајм ја има, секој Борис Трајковски може да поминат, може да ја земе секој што сака, секој што може да прочита нешто. Тоа што цената е многу популарна, 300 денари, навистина секој може да се. 300 денари плюс може да се прочитаат некои работи кои што не се давање голови, само интересни. Така, луѓе кои што и не ги интересира само фудбал, може интересни работи да дознаат за времето во Југославија и за тоа што се случува. Нека кажам, животот на Васил Римов е еден фантастичен трилер од почетокот до крајот. И сите што сакаат возбудливи приказки, препорачувам да ја прочитаат оваа биографија.
Ти благодарам многу за гостувањето, за тоа што споделивме работи за Ринбов, но и ти благодарам за тоа што се приметува. Кога дојдов кон млад, одма се гледа кој човек има еро, кој нема еро, и кој те прифаќа како помлад колега и сака да ти помогне или не сака да ти помогне. А тоа досега овие 10 години многу добро го научив и се приметува лесно. Ти благодарам и за тоа, ти посакувам среќа во иднина, со што и да се решиш книгите, се надевам дека ќе излезат и писмо од Лудница 2 и тоа што размислуваш следно, па ако ни се вратиш во спортското новинарство, тука сме те чекаме. Ако ја се вратам, значи све пропаднало. Да не се враќам. Никола, ти благодарам. Се уште стојам на тоа дека си еден од најталентираните не само спортски, туку и воопшто новинари во Македонија и само напред посакувам многу успехи на екипа.мак. Ти благодарам многу, ви благодарам и на вас. Се гледаме во следна емисија и имајте убав ден. Пријатно.